Почитувани гледачи, 180 со нова епизода. Овој пат тешка елиминација. Имаме навистина сериозни надпреварувачи и ти ги прашаме едно прашање. Лиде, што е постаро, јајцето или кокошката? Ако ги прашаш старите египјани и кинези, би рекле јајцето. Голем дел од сите тие антички народи го сметале за центарот на универзумот. Уште од 1500 година пред наша ера, јајцето било поврзано со многу религиски ритуали, па и ден денеска сите ние сме сведоци на амкање, запрочка, на великденските празници. Меѓутоа денеска ќе го славиме јајцето во кулинарството. А за таа цел, како и секогаш, ви го носиме најквалитетното. И моето изненадување за вас е јајце од Камник Биоорганик. Единствената сертифицирана фарма за органски јајца од кокошки од слободни пасишта. Значи, кокошките во Камник живеат слободно и среќно, затоа можам јас да ви гарантирам, сум бил неколку пати. Едноставно живеат заедно со петлите, шетаат на огромна плантажа, да ја наречам, се хранат со инсекти и така натаму. И, што е најбитно, се хранат со сертифицирани житарки, кои што се 100% органски и сертифицирани. Значи, Камник е првата органски сертифицирана фарма за јајца. Сега, од нутритивен аспект, ова јајце е супериорно пред останатите, бидејќи има дупло повеќе витамини, да збориме 40% повеќе витамин Е и витаминот А, што го прави еден одличен антиоксиданс. Неговата жолчка е изразито жолта, густа, ќе добиете свиленкаста структура на вашите креации денеска. Ние кулинарите искрено цениме врвно јајце во кујната. Значи, тоа е тоа што ја прави онаја разлика меѓу идеално сготвено крем бруле Стефан или перфектен пандишпан. Така да, без ова јајце денеска нема да добиеме врвни креации. Изборот на кулинарите е секогаш најквалитетниот производ. Околу техничките карактеристики ќе оставам и Стефан и Злате малку да ви даат објаснување. Ќе го замолам најпрво Злате да каже во кулинарското школо, да речеме, што сме експериментирале све со јајце. На кои теми? Јајцето е како по себе обширна тема. Во кулинарството би било незамисливо без јајце. Најпрво ќе почнеме од појадокот. Кај нас доста се популарни летната манџа, сите деривати пржени јајца, доста имаме легирани супи. Легирани супа, така е. Би го спомнал холандезот како еден од основните 5 соси. Така, холандскиот сос, да го наречеме, кој што ете Ескофие ни го оставил како наследство. Сите деривати од него, и сите деривати од холандезот, така е. Понатаму да не заборавам дека органските јајца, многу битно да кажам, дека имаат 3 пати повеќе омега-3 масни киселини од стандардните кафезни јајца. Значи нешто што ги прави супер храна, навистина, избалансирани, имаат комплетен ланец на есенцијални амино киселини. Значи јајцето е денеска во фокусот. А што ќе готват денешниот челендж, денешниот предизвик, Стефан? Со оглед на тоа што се задржуваме на традиционалната македонска кујна, може би ќе биде некоја домашна, да речеме, домашно благо, да речеме, нешто како баклава, арванија или така нешто. Па сигурно ќе биде нешто што не сум го правил или можеби сум го правил, но недоволно, не знам. Например, сигурно ќе биде пак некоја балканско јадење или не знам. Нешто што го користиме веројатно секојдневно во нашата исхрана. Денеска учесниците се задолжени за подготовка на 3 типа на производ. Тоа се поширено јајца, омлет и кајгана. Овие се 3 различни продукти кои што варираат при подготовка, се потребни различни техники да се познаваат во гастрономијата, кои што се специфични при употреба и на други производи. Поширање на јајцето, првично да започнеме, е кога јајцето се приготвува во полузавриена вода, да ја кажеме, со додавање на оцет. Оцетот помага при коагулација на протеините на белката и ја задржува формата на јајцето, со што се добива еден убав производ. Битно е жолчката на јајцето да остане полутечна, кремаста, да не доаѓа до варење на жолчката и
Тоа е тоа мојот инсайт за подготвување на поширено јајце, додека пак кога станува збор за омлетот и за кајганата, разлика помеѓу омлет и кајгана, може би некои луѓе не можат да препознаат што е точно, но кајганата кога се подготвува, при подготовка на кајгана, треба константно мешање и главниот производ треба да биде еден свилен на текстура и да има константа при текстурата на јајцето, со што може да се послужи, нели, како што знаеме, на парче леб со додатни зеленчуци внатре кои што се актуелни во сезоната и слично. Додека пак омлетот, кога зборуваме за францускиот омлет, е битно да се подготви со исто така со постојано мешање, за да се добие една свилена текстура и да не се дојде до запекување на јајцето. Тоа французите го сметаат за недобро подготвено јајце, кое што едноставно верувам дека и ние нема да ги при голема карамелизација, да речеме, при интензивно готвење на јајцето до степен до кој што не сакаме, доаѓа до појава на сулфур, една миризба која што не е пријатна. И како што рече Стефан, сакаме денешниот омлет да биде без боја, да биде кремаст, бараме кајганата да биде со мали коагуланти, исто така кремаста, убаво сготвена. Имате на помошната маса сите дополнителни зачини и се што сакате да ги прати вашите креации. Дали сме спремни да почнеме? Имам трема на вистина, заради тоа што ревијалните емисии поминаа одамна. Веќе навлегуваме во сериозни проекти. Јадењата стануваат се посложени и на вистина, поради тоа што сум прв пат елиминирана, се надевам и последен. Баш имам трема овој пат. Онака, што, дали ќе биде нешто тешко, комплицирано, така. Прв пат сум во елиминацијска епизода. До сега гледам дека работите изгледаат навидом лесни, но се комплицирани за да се постигне вистински резултат. На вистина не знам што би го правиле. Драги надпреварувачи, мислам дека добивте доволно информации што се однесува до јајцето како производ. Мислам дека и Стефан убаво ви објасни техничкиот дел. Се надевам дека и Злате ви ги кажа насоките. Моје да ви кажам 3 рецепти. Поширено, кајгана, омлет. По 10 минути за секој. Немате прашања во денешниот предизвик, сами сте на себе, оставам да ни ги принесете најпрво на начин како што одговара технички, после тоа ќе бидете оценувани по додатоците, зачините и така натаму. Сакам уште да ги поздравам спонзорите, да се заблагодариме на Мак Петрол, да му се заблагодариме на Рамстор, тука е Витаминка со нас исто така, Халк банка, еден голем поздрав, компанијата Братство за овие прекрасни тенџериња. Да не заборавам да поздравам Камник Био Органик, фармата на најсреќните кокошки, па би рекол и на Балканот, кој што ни ги донесе овие врвни јајца за врвни готвачи. Во рака имате врвен кулинарски деликатес. Внимавајте како ќе ни го принесете. Вашите 10 минути за поширани јајца почнуваат сега.
Па не повеќе него претходната епизода, односно епизодата кога готвевме бурек, тогаш бев на вистина под собствен притисок, ама денес некако имам малку трема, но е позитивно. Мислам дека што и да е на менито би бил успешен. Ако успееш вака да го задржиш до крај, ќе биде одлично. И тука сме добри. Внимавај на времето, само сакаме да биде течна жолчката. На ниво? И сега стои яйцето во садот. Не знам дали внатре ќе биде течно. Во овој сад беше? Во тој. Каша. На бадење го истрев. Не сме му ше направам, не сме. Смееш да живееш. Ако те служи времето, смееш. На брзина загреа водата. Скроз да врие, кога ќе почне да врие, намалуваш скроз. Пробајте од почеток. Пробајте од почеток. Жолчката, чим жолчката внатре во водата, не е добар вкус. Жолчката треба да остане внатре во водата. Извадете ја се, како не може. Минута можете таму да искористите. Колку тука искористите едно, пробајте уште еднаш.
ама секако присутна како и секогаш позитивна, малку повеќе поради тоа што нормално може да се испане во овој круг. Уште 2 минути до сервирање на пошираното јајце. Нежно да не пукне. Може да се преместиме на делот за дегустација да ги пречекаме креациите. Притисокот си го прави своето, мене ми е проблемот што од првата епизода кога готвевме пинџур, најверојатно не го пресолив јадењето и од тогаш дувам и на јогурт, пазам и не ставам толку сол. И тоа е најголемата грешка. И непробувањето во оваа емисија на храната. Десет, 7, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Ова е стоп за пошираните. Сите ни принесовте? Зашто го криеш тоа поширано? Денеска би изготвил јајца кои би биле на граница на живи, добро зачинети, со некое доматче настрана, може би некое не знам, поширани може би, ама не омлет, да, дефинитивно омлет, може би со некој додаток како младо кромитче, сирење. Јајцата има многу пријатели. Некоја мусака ми падна на памет дека би можело да сготвам и да излезе одлично. Со било што.
За мене е место number one, ама што би приготвил, не знам. Може би некоја тестенина со некој сос прилагоден на македонски начин, не мора да е италијански или европски, да кажам. Уште 3 минути до сервирање на кајганата. Внимавај. Денеска со нервоза ми почна емисијата, не бев сигурна во себе, уплашена и заради тоа што во претходната бев во елиминираните и заради тоа имав трема. Уште минута време, како се допаѓа квалитетот на јајцата? Или треба да ги пробаш? Треба да ги пробам, не, добро е само што на првиот пат на пошираното ми се прецука на сложување. Тоа можам да ти кажам само дека беше од формат на танјера. Може и тоа, дека не беше рамен, да. Видиш? Само ги вижу.
Да ми кажеше некој дека толку тремак имам за пржање јајца во животот. Немаше да му поверувам на вистина, меѓутоа сега дознав дека тоа на вистина не било едноставно. Ете, тоа сакав да кажам. И дека на вистина прв пат дознав дека има разлика и тоа е, ето, срам ми е, признавам. Дека што е разликата од омлет и кајгана, веројатно сум ги правила секогаш, меѓутоа не сум знаела дека, нели, дека тоа е разликата. Ето, денеска прв пат дознав. И така малце ми беше навистина, можам да кажам дека највеќе трема имав во оваа емисија. Нормално елиминацијска фаза, малку ме приземи, да речам, претходниот предизвик со бурекот и мислам дека со јајцата сум пак вратен на вистинските патишта. Учесници уште 2 минути до крај. Злате е построг, да, у секој случај. Инаку Филип е, мислам дека е тука некаде се. Сега не можам да одредам, да не биде сега дека да не сакам. Злате е построго делува.
А не значи дека и со оценките после. Повлече, да. Само кажи од прва излезе? Од прва? Да преварувач уште 30 секунди. Тука имаме само 2 омлети. Ни фалат уште 4. Дваесет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Стоп, Лиле, стоп. Јас чистам. Стоп, ако. Стоп. Ана, само. Земете каганите. Добро. Не, немав трема, може би така изгледаше, меѓутоа немав уопште трема, имавме, мислам дека доволно време, така да не бев сигурна кај пушираното дали ќе се спари, дали ќе се сготви белката. Ама добро испадна. Злате, пред да им соопштиме на преварувачите, јас сакам да му се заблагодарам на Стефан за неговото учество денеска. Дадовме многу убав осврт на јајцето како производ. Се надевам дека на преварувачите излекува големо знаење од тебе и од твоето искуство. Ти си голем дел од тимот на FJ и да се заблагодарим уште еднаш и наплус за Стефан Јаневски. Сега. Елиминацијска. Прво јас ќе кажам следново. Имавте во рацете производ за кој што ние, готвачите, велиме дека се што правиш, почитувај го производот е прво и основно. Немој да го сгрешиш. Немој да си играш со него. Едноставно почитувај колку што нашиот локален снабдувач се грижи за да ни даде нешто што е со вакво ниво на квалитет, толку и ние треба во кујната да се грижиме кога работиме со истото. Така да кога имаме у рацете ваков производ, на нас работата ни е велиме 80% завршена. Дали се работи за јајце, понатаму ќе имаме и квалитетни меса и квалитетни риби во вашите раце, морски плодови и така натаму, вашата работа е 80% завршена. Тешко е од неквалитетно јајце да направите нешто кое што веќе и мириса на ужегнатост и целото е разводнето и така натаму, тоа е тешко. Меѓутоа денес имавте туку што, да кажам, снесени јајца утрово, специјално донесени за вас. А што пробавме ние? Пробавме 90% незачинети креации кои што е заборавено да се стави основната, да кажам, нишка што го интензивира вкусот, а тоа е солта. Искрено сум разочаран. Голем дел од вас. Значи, ова беше предизвик кој што очекував да го поминете као низ путер. Сакам само нешто да направиме еден експеримент, исто и малце лиде да ја вратиме на колосек, сепак се бавиме со храна. И у храната е битно што внесуваме, да бидеме свесни и колку внесуваме исто така да бидеме свесни. Вака. Значи, ...90 грама кашкаво како гарнир, а рековме правиме омлет со 3 јајца, така, кој што 3 јајца од камник се, да речеме, по 50 грама е 150 грама, така. А имаме 90 грама кашкаво само гарнир.
Значи, те молам, лиде во иднина, внимавај на тоа што ни принесуваш, така. Прво и основно, не се работи за економијата, не сме овде ресторан. Овде сакаме да прикажеме гастрономија. Ова да го изеде некој, кој што има над 40% маснотија, е чиста декаденција. Значи, како порција. И жолчката си носи со себе маснотија, значи ти на гостинот му носиш едно добри 70 грама маснотија. Да изеде. Значи, внимај на тие работи. Сакаме, кога ќе изедеме, кога ќе се станеме од таа маса, да кажеме како се погрижи за нас лиде денеска, како се осеќам лесно, каква добра дигестија, се едно кафе и се напијам и денот ќе ми биде перфектен. Океј? Те молам, внимај на тоа. Веќе втор пат ја правам грешката, ставам многу големи порции, веројатно изради тоа, нели, ја имам оваа витка линија. Ова кој ќе го гризне пред мене, заедно со омлетот, јас ќе го прогласам за декорација која што е прифатлива. Значи, да се загризе овој лук за појадок, мислам дека е храбро исто. Имавме и полошо нешто со поширање, тоа пак е нежно во рете, меѓутоа имавме и нешто полошо. Значи, полека сакаме да видиме декорирани порции на ниво на сериозни играчи и натпреварувачи, учесници во едно сериозно шоу. Генерално нема да дам аплауз, нека биде оваа епизода од моја страна, од која што многу ќе научите. Јас сакам само да спомнам, очекувам да видам многу подобри омлети, полоши поширани. Искрено, кај пошираните бевте солидни, освен две се издвојуваа кои беа малку недоварени, белката беше останата жива, што не е прифатливо кај пошираното. Покрај тоа што не се зачинете омлетите, не гледам малку љубов према нив. Према самото јајце, малку почит према нив. И самиот изглед на тангириве не ме привлекуваат едноставно. Треба да биде звезда омлетот, не сакаме патлиџање, не сакаме тоа, све може да биде, но балансирано. Звезда ни омлет, звезда ни јајце, тоа вече. Прво би земал од декорациите меѓу првите, зашто на крајот не остана ништо како да го декорирам сето тоа. Тоа би сменил. Би го сменил садот во кој го ставив јајцето за да го поширам и би ставил повеќе сол и зачем. Така, и јас исто имаше солидни презентации, посебно кај пошираните, но мислам дека се на се фали малце техника при и декорирање и представување на јајцето. Гледам многу кои 70% од тањирите се празни, по некоја зеленчуче, омлетот на страна, онака тажно ставен некако. Мислам дека треба, да, како што рече Злата, повеќе акцент. Јас малце тука ќе се внесам, извини Стефан што те прекинувам. Јас им објаснив пред некој ден дека и празните простори се битни, за да јас можам да исечам па нешто да гарнирам со, да си создадам еден идеален залак, битен е, во случајот на лиле, каде што ова тањирче е лиле, тањирче кој што служиме путер на страна или некој лепче додаток како побара дете или некој додаток за да може. Не можеме тука во волку полно тањирче да создадеме, да речеме, омлет. Уште од викторијанците во Англија го направиле да се јаде за појадок или јајцата генерално. Меѓутоа јајце и за вечера и за ручек е супер храна. Така, не мораме да потенцираме дека јајце е само нешто што треба да се поврзува со појадок. Така, можеме да сервираме сериозни бенедикт за ручек или сега популарно наречен бранч, да речем. Генерално тоа е тоа, Стефан, нешто да имаш да додадеш? Уште нешто, да, при презентација на храната главно е исто така сите продукти да се внатре во тањерот, да нема ништо што штрчи надвор, дека во ресторанството тоа е она големо не. Едноставно не функционира така и све треба да биде компактно во тањерот, ништо да не, ева како на пример тука надвор јајце, тука имаше нешто салатче, нема врска, мали детали, но сепак треба да се знае тоа дека во така е. Во гастрономијата секој гарнир да има внимание, значи да има некоја, да кажеме, симетрија, да е посолен, рековме, се за да се потенцира вкусот мора да допре сол. Да. Не гледам ни еден дома што ви е да. може солен. Солен, да. Ален, конкретно за тебе најдобар
омлет. Значи најдобар омлет, малку почел да фаќа боја, меѓутоа секоја чест. И Горе доле зачинет, сите производи. И перфектен, и генерално можеш да истапиш. Колку и да е овој предизвик на некој начин неуспешен, според нас, ти си најдобар во овој предизвик. Така ли? Така е, така. Највкусно, најдобро презентирано, Ти си најдобар. лепчињата на почетокот со пошираните бе убаво запечени, убаво зачинети, со Така е. некои финеси додатни кои што едноставно Пошираното ти беше со нешто рендарно, така? Лукче ситно исецкав заедно со пршутка, пршутче, ситна, да. малце. Да. Тоа беше идеално. Да. Највкусно ни ги донесе Камник Био Органик во сите три варијанти. Секоја чест. Јајце, како јајце, за мене може би едно од најсветите компоненти во исхраната и сум мислел може би повеќе бројчано јајца него ориз во животот. Така да запознаем бев со тематиката. Единствено нешто што немав правено сериозно или повеќе пати е пошираното јајце, сепак и тоа добро исто. Би ја повикал Лидија, нека истапи, и нека истапи Ана. Ана, пошираното навидум ти беше добро, меѓутоа кога го отворивме свативме дека е белката жива. Лиде, ги имаше коментарите, Кај Ке молам во имена сосирањето со ова цел некој бибер. втор пат исто се сеќавам дека тресената беше онака послужена баш као за она, генерално све имаше, значи на тањерот. Помалку е повеќе, меѓутоа задржува концептот. 90 грама кашкавал, чувај го за некои следни епизоди каде што ќе гратинираме, каде окей. Генерално сте спасени од испаѓање. Ви благодарам и внимавајте во следните епизоди, зачинувајте. Ана, добар омлет, ти фалеше зачин, технички малце се гледаше кај се мачела негде се залепила, али бојата е супер, јајцата беа супер. Твојот омлет исто имаше еден дел Лиде кај што не беше веќе допрен, меѓутоа солиден омлет. Зачинет беше и кајганата исто, сега кајганите не сеќам, меѓутоа кајганата на Ана ми беше број 1. Кајганата на Ана. Кајганата беше Да, број 1. зачината стварно. Ви благодарам на тоа што ни докажавте дека можете и продолжуваме понатаму со вас. Интересно е што поширено јајце прв пат правам, меѓутоа одлично го направив. А омлетот ми беше тешко да го свиткам и да ја задржам таа боја, нели, која што треба да биде хомогена, значи да нема кафеави линии, така да успеав и во тоа релативно. Некако омлетот не ми беше компактен. Чудно ми беше тоа што така малце наместа веројатно имаше повеќе јајца, наместа беше потенко и затоа ми беше тешко да се зарала. Јас ти кажам за Александар Злате, можеш ли да ја искоментираш со незините креации? Александар, сакам да ти кажам дека беше исто сериозно квалитет. Кај мене котираш втор, после секоја чест. За Лилија јас ќе надополнам. Кај пошираното, првото беше утка, така? Што се случи за тоа? Поширеното јајце го правев да биде во кутлача, во црпалка по македонски, да добие форма. И го изведев во тањирче, целосно беше варена белката, а жолчката, како што рековте, да биде кој ќе се расиче да истече. Но Да не биде. ни сервиравте второ јајце, првото ви се уништи. Што се случи со тоа? Второто е тука. Со првото што се случи? При мене. Значи не беше успешно. Дали каде сгрешивте ли знаете? Зошто не го послушавте Стефан во чекорот кога ви објасни како се прави, него тргнавте дали сте го правеле претходно со кутлача или Значи рековте во црпалка и прв пат. Велам, ајде, јас го направам и се свари фино. тоа само да извлечам поента, најверојатно второто јајце сте го избрзале, кај вас белката беше жива. Не е жива.
Белката не е жива, Ако го чуваш, тука е, ајде. жолчката е жива. Не. И белката Жолчката. беше. Жолчката би требало да е жива. Да. Мислам, не е тоа живо, јајцето Јајцето варено беше. мора да е жолчката кремаста, да се растекува, тоа е она што го бараме. Меѓутоа, во нијен случај не е добро кога ова се Белката е нарекува варена шахалаза. Ја гледате ова мала бела, да кажеме, као мембрана, малечка, што ја двои белката од жолчката. Тоа е живо. Надворешниот дел, најверојатно тоа ве збуни. Надворешниот дел од белката обедил, се сварил, но има се уште внатре дел од белката каде што не е варен. Омлетот беше исто така. Омлетот добро сте го споиле, тоа, но е сув. Нема кремалост, а таа моментално не е најбитна. Не е послужен, Исто мало нема љубов. Кајганата беше послужена без матење. Кајганата ја изматив. Да, со што матото. изматле кајганата сакаше да Ставих заполни. и сол, Кога- и буковец. Кога кајганата се исто работава, ја мешате постојано се до крај. Да. Вие на половина сте застанале со мешање, долниот дел беше запечен, а горниот ни беше полупечена. Горниот дел од кајганата, а долу беше запечена. Се согласувате? Првиот пат во црпалка го ставив, а тоа не сум го правила дома. Директно во тенџерче излегувало многу убаво, се варело, меѓутоа тука не е успешно. Дали црпалката малку подебелка, па поише време требаше да се не излажа обвивката дека е сварена, меѓутоа внатрешно не била се уште. Данило, потврли и ти денеска. Твојот омлет е добро технички подготвен, кој ќе споредам, меѓутоа не беше зачинет воопшто, може да го пробаш. Пошираното исто беше Пошираното беше живо исто како и на Лили, имаше жива белка, која што не ја баравме во нијен случај. Рековме белката, баш ви потенцирав кога беше му казал Стефан. и кај Данило беше истиот случај, втор обид беше посложен, од прва не успеа. Кајганата би рекол Данило кај вкусот исто била релативно слаба. Горе-доле да, не солено, тоа беше главен. Злате, ќе ја соопштиш ли финалната одлука? Мислам дека со скалило погоре беше подобар Данило, иако бевте двајцата на последните две позиции. Лиле, ова е епизода, морам ви соопштам дека вие сте елиминирана. Што да кажеме? За нас одлука на која што ја базираме на бројките. Значи ја базираме на вашата спремност денеска конкретно. Тука бевте негде. Данило, според поените си на граница. Лиле, со тебе се збогуваме. Да се поздравиме и ни беше задоволство што ти имавме. Се надеваме дека ќе имаме повторно чест да ни бидеш гостин во кулинарското школа. Ти посакуваме успех и еден аплауз за Лиле. Возбудливо, интересно, имаше секакви сцени, мислам. Кој губи, кој добива, оди понатака некој си оди. Меѓутоа, другарство големо. И стрес, и терет, и особено вака навидум лесен предизвик, меѓутоа на овој начин јајца дома не припремаме, реално. Па ништо не би сменила. Се нека си остане како што е понатака. Нека имаат среќа и младите генерации, јас сум од постарата генерација, така да препуштам на помладите. А јас само за гледачите да најавам, доколку денеска видовте притисок и видовте како изгледа да се врие на 180 степени, очекувајте многу поинтензивно, многу поише ќе навлеземе во кулинарството, ќе загребеме малци во науката, следете не во новата епизода со нови предизвици. Поздрав!